Здраво на сите, еве на повторно во една домашна атмосфера, снимаме од дома се разбира. Денес, драги гледачи, ја имам огромната чест да овие неколку минути да поразговарам со една талентирана и позитивна девојка. Незините стихови се утеха на секоја девојка и преубаво е кога го слушаме незиниот глас. На мое огромно задоволство, денес ќе помоветам со Александра Јанева. Здраво, Александра! Здраво, Надица, здраво на сите гледачи. Како си ми во домашна атмосфера? Одлично да ти кажам, одлично се чувствувам, некако се навикнав. Дома. Сега имаме повеќе слободно време и да ги направиме оние работи кои што претходно не сме ги можеле. Александра, кажи ми, поради ситуацијата нели со коронавирусот, многу информации на едно место. Како ти се справуваш со сето тоа и дали кога слушна за пандемијата почувствува некаков страф или на пример паника? Добро, во почетокот искрено нели циркулира многу шеги поврзани со коронавирусот низ социјалните медиуми и некако никој од нас не го сваќаше тоа сериозно. Меѓутоа во моментот кога се прогласи пандемијата, сите некако почнавме да сваќаме дека станува сериозно. И јас се сеќавам дека баш во тој момент се наоѓав во една фаза на блага настинка. Имав некои болки во грлото, што е многу типично за мене во тој период од годината. Да. И се сеќавам дека првите 3-4 дена откако ја прогласија пандемијата бев во мала паника, морам да признам. Затоа што сите симптоми ги поврзував со коронавирусот, меѓутоа нормално немаше логично објаснување за тоа како би можела јас да се заразам со коронавирусот, така што потоа ми помина и таа фаза и некако убаво се чувствувам дома. Јас и по природа сум лик кој што сака да поминува многу време дома. И некако гледам да го извлечам позитивниот крај од цела ова ситуација, односно убаво е кога се потсетувам на оние работи на кои што сум подзаборавила, еве да бидам дома со семејството, да поминувам многу повеќе време со нив, нешто што навистина ми недостигаше во изминативе неколку години. И нормално да си посветам време на себе, на сите оние работи кои што ми се важни мене и убаво е, не се жалам. Да. Како ги поминуваш, например, деновите? Дали читаш некоја книга, дали, например, си во подготовка со некоја песна? Да. Карантинот посебно го искористив за книги, шопингот за облека го замени со шопинг за книги. Ете така. Да, моментално сум на англискиот пациент. Знам дека има многу добар филм поврзан со таа приказна, па затоа ме примам и да ја купам книгата, да видам што се работи и каква е книгата. Читам, да, доста. Еве, си го земав инструментот од Скопје, си го донесов дома во Струмица. Со мене, да, нормално свирам многу, пеам, се забавуваме по дома. Сите кои што ме следат на социјалните мрежи, веројатно го виделе и последното видео со мајка ми, изненадното видео. Преубаво беше, стварно. Да, така што еве научувам многу нови работи за кои што претходно не знам, некако не сум имала прилика нити да ги доживеам, ниту пак да ги разпознам. И многу ми е драго за тоа. Друго што правам, имам онлайн тренинзи, исто така редовно, функционални тренинзи, заедно со целата група од Pulsefit тренинг. Играме, ова е многу интересно, заедно со целото семејство играме друштвена игра, Лудо или Не лути се човече на Facebook, и тоа ни е едно баш доживување, околу 40 на саат време од денот, сите се уклучуваме на видеокол, па играме Не лути се човече и тоа е баш како патување низ времето и враќање на оние средношколски години кога се што правев е да одам на училиште и се враќам дома и бидам постојано со моите родители. Така, како што и кажавме, треба да знаеме како да си го исполнеме денот за да не ни биде досадно, да вметнеме неколку активности, како што кажа и ти, со родителите, па муабет со нив, некои еве друштвени игри, еве идеја за нашиве гледачи како да си го поминат денот дома. Александра, кажи ми, какво ти беше тебе детството? Ајде малку открини, каква беше ти како дете?
како многу мала бев многу пргава, многу пргава и се сеќавам дека секогаш, значи буквално секој ден немаше ден да не излезе мајка ми или татко ми на прозорецот и да вика по мене да се приберам дома затоа што не знаеш за граница и по цели денови бев надвор. Исто така кога сега ќе се сетам на тоа се згрозувам, значи колку сум играла со животни, па дури некогаш сум ги измачувала, многу ми е жал сега поради тоа, меѓутоа сум била Добро, тоа е било некаква љубов. Сум терала некој начин на игра и забава, меѓутоа покрај тоа бев се сметав себе си за мудро дете или пак дете кое што знае да слуша и да прима информации. Да. И мислам дека тоа многу ми помогна понатаму во тинејџерските години. Не бев некој кој што беше бунтовен како мал, туку знаев да слушам, знаев да примам информации и потоа нормално да ги применувам како што растам. Кажи ми нешто за школските денови. За кој ти го помелен предмет? Што ти така паѓа на памет еве кога ќе се присетиш на тие школски денови? Многу спомени ме врзуваат и за оние години во основна школа и за средношколските години. И во главно сите се поврзани со музика на некој начин. Уште кога бев во основна школа почнав да настапувам на франкофонија, на надпревар за француска шансона. Тоа беа тие некои мои први настапи пред поширока публика, да кажам. Друго нешто на што се сеќавам се нормално екскурзиите. Нив никогаш не би можела да ги заборавам. Затоа дружењето во музичкиот кабинет со сите мои пријатели од средна школа, со професорите по музичко, Анита и Денис, кои што морам да си ги поздравам. До ден денес се дружиме и до ден денес ни даваат совети. Сите други професори кои што на некој начин ни помогнале во таа фаза на созревање. Имав интересно и забавно детство. Како што кажав, таму некаде на 16-17 години почнав и да ги имам првите свирки, да настапувам. Дали имаше трема првиот пат? Многу трема. Многу. Јас до ден денес имам трема. Не секогаш, меѓутоа многу често се надминува. Да, тоа се надминува нормално со искуството. Меѓутоа првите неколку пати беше онака баш стресно. Да. Мораше некако да се избориш со самата себе за да помине сето таа трема. И да, имаш право, некојаш да имаме трема, но сепак мораме да се потрудиме да ја совладаме за да не уништи, како што се вели. Александра, со каков вид на музика растеше и дали на пример уште од мала еве кога веќе го спомнавме детството, сакаше да бидеш на сцена? Дали проявуваше некаква желба за да бидеш тоа што си денес? Колку што можам да се сетам, за прв пат почнав да пеам дома пред моите на мои 9 или 10 години, меѓутоа тоа беше еден вид на импровизација и на имитација на странските пејачи, затоа што како одговор, нели, на она што ме праша, јас пораснав и до ден денес ги слушам странските изведувачи и од секогаш сум растала со странска музика. Да. И така и некако се појави мојата желба и мотивација за да почнам да пеам. Бев многу срамежлива и до ден денес сум, меѓутоа не толку колку што бев, нели, како мала и ми требаше многу време, се сеќавам дека ми требаше многу време за да покажам што знам пред моите, а тек пак пред сите други, баш ми треба доста храброст, да кажам. Слушав VH1, MTV, мислам дека и на тоа се задржав и до ден денес. Така. Александра, дали се согласуваш да испееш некоја твоја музичка номера или што сакаш ти? Малку да се расположиме. Ајде. Ајде, првата песна нека биде една моја постара номера, се вика Лош ден. Добра. И го ретко ја изведувам на моите настапи, затоа што е прилично тажна, меѓутоа ми се допаѓа како звучи на клавинова овдека и мислам дека е добро да ја отпеам на вашата емисија. Важи.
Ајде. Повеќе. Да останат ли само спомени, слики изгледани, да покрие ли се зимата со своите снегови, како небото да солзи моите прозори, како срцето да брои последни удари. Прегани ме ветро да не однесе, нека има разделби, но во некои туги животи зарем љубовта не се што имаме, зарем не сме јас и ти силни да пребродиме. Само нужден имаме. Само нужден имаме. Браво. Мене Фала. секогаш ми убаво кога го слушам твојот глас, на вистина можам да кажам дека и пораснав со твоите песни, неколку твои изведби кои што знаевме секојдневно да се ги слушаме, како што кажав, девојките може да најдат утеха во твоите стихови, да се пронајдат во нив. Кажи ми, Александра, дали например мислиш кариера надвор од Македонија? Секогаш помислам на тоа и никош и не сум ја изгубила надежда дека тоа еден ден може да се случи. Веројатно поради тоа што и многу ги сакам сите тие странски песни и секогаш се трудам нив да ги изведувам и на моите настапи и ајде народски кажано да украдам по нешто од нив. Зошто да не? Јас имам скоро 25 години и мислам дека младоста и животот е пред мене, никош не можеш да знаеш што ќе те изненади и што ти носи наредниот ден. Па треба и надвор од Македонија да го слушам твојот преубав глас и како што ние уживаме, така и тие. Александра, кажи ми, што мислиш, што и недостига на нашава сцена? Дали доволно се слушат македонските песни? Кога не знам од каде да почнам. Меѓутоа, еве ќе кажам дека еден од главните фактори кои што веројатно се причина за тоа што нема доволно македонска музика е тоа што нема стимул. Без разлика дали бил тој финансиски или инспиративен или артистичен стимул, едноставно го нема. Веројатно влијае тоа што сме многу мал пазар и што без оглед на тоа колку ние се трудиме да твориме и да создаваме музика, веројатно луѓе до кои што ќе дојде таа информација и ќе стигне таа музика е многу мал и според тоа и фидбекот е многу мал. Меѓутоа јас од лично искуство ќе кажам дека секој труд се исплати и покрај тоа што сме мала држава и мал пазар, има луѓе кои што и така слушаат македонска музика и знаат што е квалитетна музика и ги поддржуваат артистите. Веројатно треба само многу повеќе истрајност и трпеливост во работата, за разлика од сите оние изведувачи кои што творат во поголеми земји, во поголеми музички индустрии, кај нив многу побрзо се случува тој процес на разоткривање, на создавање публика, на стекнување популарност. Кај нас сето тоа оди побавно, меѓутоа не значи дека нема да биде славно. Имаме многу македонски ѕвезди со тој пример, така што мој совет би било не се откажувајте доколку мислите дека сте талентирани и дека сте родени да создавате музика. Еден ден некој ќе го препознае вашиот квалитет. Сега нормално. Сите ние треба да знаеме што сакаме од нашиот живот. Некогаш можеби нема да ги надмине тоа нашите очекувања, можеби ќе бидеме пак
до некоја граница на популарност која што не може да се премине, како што нели тоа се случува во Англија, во Америка, можеби ќе бидеме звезди на мали простори, меѓутоа кога знаеш дека музиката е нешто што те исполнува и дека е нешто што би сакал да го работиш целиот свој живот, едноставно секој ден се трудиш повеќе околу тоа и создаваш музика и сега до кој и како ќе допре, останува на времето да покаже нормално. Така, секој си го пронајдува својот пат. Александра, растеше со музика, па кој е твој музички идол? Имам многу. Еве ќе ги спомнам Джеси Джей, ја сакав многу како мала. Мислам дека со нејзина песна и за прв пат се појавив на концерт во Струмица пред неколку илјади народ. Така. И тоа беше и моментот кога всушност дозна и пошироката јавност за Александра Јанева преку неколку портали кои што го објавија видеото од мојот настап. Кој друг? Тамара Додевска од секогаш ми била идол. Од секогаш ја сакам и ја почитувам нејзината музика, ги знам скоро сите нејзини песни. Понатаму од светската сцена во последно време многу ја сакам Били Ајлиш, многу ја сакам Ариана Гранде, Ен Мари ми е толку омилена. Еве сега во карантинов скоро секоја вечер завршувам на лајвот на Тори Кели, ја слушам како пее и слушам. Ги имам многу. Листата е предолга. Па, ако нека. Музиката, како што велате, е мелем на душата. Александра, јас сакам уште еднаш да те замолам за уште една твоја изведба, бидејќи јас навистина уживам и знам и дека оние кои што не гледаат и тие сепак уживаат во твојот глас, па зошто да не ги почастиме како што се вели со една твоја музичка изведба. Ајде, овој пат нека биде пак Едеме пак. Нека биде цела. Се надам дека нема да ја сгрешам. Прилично нова во сето ова, пред само 2-3 месеци почнав да учам да свирам на клавир, меѓутоа желбата е огромна и се надам дека нема да ја сгрешам. Едеме пак. Нема, одлична си ти. Ајде. Sve što sme značili, svemu vas jaj, ne smagla od sumne
скршено и да сакам не може. Скршен часовник, денот стои не минува. И оно што не е твој, ни време не го лекува. Бараме утеха, чекаме крај, во душа во пеко не постои рај. Што некој губи, некој добива се. Драги леќе не, на се што сме значили, снемува сјај. Не смагла од сумеш, се назира крај. Не љуби срце, што скршено и да сакам не може. Браво! Ние просто Ете, уживаме. направив неколку грешки, ама се потрудив да ги камуфлирам. Не, никош не недостава од твојот преубав глас и секоја твоја изведба ја пееш со толку многу љубов. Која е твојата мотивација? Кој е она кој што сакаш да го пренесеш на твоите слушатели? Бидејќи навистина се чувствува сето она кој што се пее со љубов, со огромна љубов. Да, па уште кога се појавив на македонската сцена, гласот кој ме биеше беше дека сите ја препознаваат мојата емоција. И знам и од моите најблиски, по коментарите на моите најблиски, дека имам прилично меланхоличен и тажен глас и веројатно кога ме слушаат мене, кога ги слушаат моите песни, повеќето сакат да плачат и да се чувствуваат со мене, и на некој начин тоа ме мотивира, поготово сега во овие денови кога сме сите изолирани и многу лесно можеме да потпаднеме и под депресија и под негативни мисли. Ми е многу драго што луѓето ќе слушнат нешто, ќе се чувствуваат со мене, ќе пробудам некакви емоции во нив и во овие тешки денови тие лекот ќе го бараат во музиката, затоа што секојдневно добивам многу пораки како за време на карантинот ја слушаат мојата музика, затоа што тоа им помага да ги поминат деновите на некој начин. Па и тоа ми е главната мотивација, секојдневните пораки од фановите, реакциите на публиката која ги гледам на моите живи настапи, сето оно што се зборува за мене, социјалните мрежи, поддршката која што ја добивам од медиумите, сето тоа е на некој начин инспиративно и навистина значи кога еве човек како тебе ќе ми даде толку многу комплименти, сето тоа ме мотивира и ми е потврда за тоа дека музиката е она што треба да го правам и да не се откажувам никогаш. Не, и немој да се откажуваш. Ние навистина уживаме во твојот глас. Знаеш ли колку многу сакав да запеам со тебе? Ама ајде не, во друга прилика. Да, можеме, ама ќе ни касни сигнал. Ке се надвинам, Александра. Александра, спомнавме дека нели твоите живи свирки. Кажи ми каде најчесто настапуваше? Дали доаѓаше во Штип? Во Штип дојдов непосредно пред карантинот за прв пат, иако сум била таму на гостување во некој радија. Меѓутоа за прв пат има настап во живо пред неколку месеци и за жал сето тоа се прекина, инаку требаше да дојдам баш во мај. Меѓутоа верувам дека тоа нема да се случи според мерките кои што нели се запазуваат. Инаку одам низ сите градови во Македонија, најчесто во Битола, во Прилеп, Куманово, Кавадарци, Струмица, мојата родна Струмица, поретко во Скопје, во главниот град, меѓутоа ги посетувам сите други градови доста често, не се жала.
Така, ајде да заврши ова што побрегу, нели, на се најдобро, па повторно, нели, да присуствуваме на твоите живи свирки. Александра, ти си активна, нели, на социјалните мрежи, како што и спомнавме, а на Инстаграм профилот има доста, нели, кавери, а и спомнавме и изведбата со твојата мајка, кој што, еве, ја и поздравуваме. Кажи ми, дали спремаш, например, нешто ново? Дали да очекуваме некој нов кавер од тебе или некоја твоја песна? Какви се твоите планови на музички план? Во однос на музиката секојдневно работам и се трудам да создам нешто ново и така кажам дека недела дена пред да бидеме сите во самоизолација, а јас бев во студио и работев на нови песни, меѓутоа сето тоа нели сега се одложува. Да. Но не значи дека нема да има нов материјал, го подготвувам и веднаш штом ќе заврши цела оваа ситуација и сме спремни сите да излеземе надвор и да уживаме во музика, ќе објавам нешто ново. Меѓутоа додека трае карантинот, спремам некои интересни проекти кои што нема да ги откривам. Ќе кажам само дека ќе има неколку кавери и ќе има изненадно видео за сите оние кои што ја сакаат и ја слушаат мојата музика. Тоа ќе биде баш брзо. Така, да ме известиш. Да, се трудам да не ја откријам. Добра, да нема. Ние ќе очекуваме. Да. Добра. Александра, кое е било твоето најголемо разочарување? Од оваа гледна точка, кога ќе размислам како сум се чувствувала во тој момент кога бев на фестивал, на еден фестивал кој што се викаше Европорта Фест и се случуваше на мои 16-17 години, мислам дека на 17, не сум точно сигурна. Бев многу разочарана затоа што бев болна и не можев да ја донесам песната на начин на кој што сакав да ја донесам, а тоа беше надпреварување. И тоа ми беше онака најголемото разочарување во мојот живот. Не можам да се сетам на нешто поголемо и сега од оваа гледна точка ми е навистина смешно, затоа што едноставно мораш да поминеш низ тие некои чекори и да се соочиш со пат за да продолжиш натаму, да излезеш посилен од тоа. Инаку нешто посериозно не можам конкретно на ситуација да се сетам, меѓутоа знам дека разочарувањата секогаш се поврзани со луѓето кои што ги запознаваме во нашиот живот. Секогаш тие биле оние кои што во некој момент ме разочарале, меѓутоа се трудам да не се навраќам на тие работи, едноставно продолжувам. Така морало да биде, така и го одбираме кругот на луѓето со кои што ќе бидеме, да кажеме, поблиски, ќе бидеме во секојдневна комуникација. Сето тоа е за добро, секое лошо е за добро. Така. Спомен на кој гордо ќе се сеќаваш? Знам дека ги има сигурно многу. Дефинитивно ќе се сеќавам на целата авантура наречена гордост, која што се случи минатата година на Евровизија, кога бев дел од евровизискиот тим на Тамара и заедно со низината Proud приказна. Уште од моментот кога стапнав во студиото и ја слушнав песната, бевме заедно со Тамара, Роберт Дарко и Лазар Цветковски во студио, требаше јас да ги снимам пратечките вокали. Не можам да ви опишам какво беше чувството кога некој кој што цел живот ти бил идол, го гледаш пред тебе и ја слушаш ексклузивно неговата снимка во студио. Само што ја пуштија песната, еднаш почна да ме лазат морници по целото тело, значи се најажив целата. И уште од тој момент знаев дека целото тоа патување ќе ми биде незаборавно. И навистина Евровизија е сон за секој изведувач. Секој изведувач треба да има приликата, секој кој што сериозно се занимава со музиката треба да има приликата да оди и да види што се случува таму, затоа што огромно искуство се собира од аспект на музика, од аспект на ентертејнмент, на тоа како да комуницираш со медиумите, како да се однесуваш со фановите низ целиот свет. Навистина голем број на лекции
научив од таму. А верувам дека е имало и доста интересни случаи. Сите таму заедно. Ако Да, си праќаме видеа, се евоцираме спомени на некој начин. Ни фали Така. сето, фали многу. Така. Кажи ми, Александра, твое милено хоби? Па еве, ако не е музиката, ако е, нели ја некако карактеризирам музиката како моја професија, иако не е моја професија, јас студирам на факултетот за стоматологија, еве ќе кажам дека најново хоби ми е свирењето клавинова. Така. И скоро година дена веќе редовно вежбам, редовно правам тренинзи, фитнес, така што и тоа ми е една од умилените активности кои што ги правам скоро секој ден. Тука може да се пронајдеме и двете, затоа што навистина е тоа многу добро. Физичката активност и тоа како ни е потребна. Знам дека понекогаш можеме да кажеме и немам време, не можам сега, ајде утре, па утре, но сепак Само изговори. Да, треба да пронајдеме време, бидејќи така некако многу подобро се чувствуваме. Знаеш дека си сериозен околу вежбањето, кога ќе престанеш да бараш изговори, тогаш си веќе влезен во кругот. Не, мислам дека тоа сепак ни ја враќа позитивната енергија. Некако подобро се чувствува и телото. Александра, ти си доста позитивна, навистина искрена. Кажи ми, што те прави тебе среќна? Што мислиш, што треба за да имаме еден исполнет и среќен живот? Изминативе неколку дена откако се вратив во Струмица, сватив колку ми фалат моите родители, сватив колку ми фалат сите мои блиски луѓе, затоа што овде во Струмица сме 3 куки залепени и практично живеам со сите мои роднини. И конечно се присетив колку тие многу ми фалат во мојот живот и во моето секојдневие во Скопје. И ќе кажам дека во животот ми е потребно, навистина ми е потребно само здравје и да ми се здрави сите мои најблиски. А со се друго можам да се справам. Секој од нас може да се справи, секој од нас може да најде начин и излез од безизлезни ситуации. И мислам дека тоа е оно што си го посакувам и за цел мој живот. Стварно не знам што друго би можело да ме прави посреќна покрај музиката и приликата која што имам и шансата да давам љубов и енергија на сите оние кои што ме слушаат и сакаат да ја слушаат мојата музика. Го чувствувам тоа како благослов и тоа се некои 3 работи, здравје, мир и музика. Ме прават среќна. Тоа е најважно. Знаеш, Александра, дека дојдовме веќе и до крајот на оваа емисија. Навистина многу брзо ми помина мене. Па еве како за крај, дали сакаш да упатиш нешто на нашиве гледачи и дали ќе одиме повторно со една музичка numera, па подоцна да се одјавиме. Вака, јас не би ги тормозила многу со мудрости и мислим, меѓутоа би сакала да изведам нешто што деновиве е многу актуелно, само сакам да го најдам текстот затоа што не го знам, а е многу интересен. Славната преработка на Беля Чао од Александар Митевски и Дац. Да. И јас ќе се потрудам да направам една моја верзија од песната и да ги кажам чао на короната и да се надеваме дека се тоа ќе заврши. Да се вратиме што побрзо во нормално. Да се вратиме што побрзо на нормалното секојдневие. Ќе отпеам нешто кратко од Корона Чао и би сакала да ја отсвирам и Врати ми го сонцето за сите оние на кои што им спомнав дека ќе бидам на емисија и ми ја порачаа таа песна затоа што сакаат да ја слушнат. Може. Ајде. Што беше фино пред карантина, Корона чао, ајде чао, лете кафана, екипа збрана, инаку ке полудиме. Лете кафана, екипа збрана, инаку ке полудиме. 4 цида, каде да идам? Ми се исклучи телефонот. Корона, чао, ајде, чао, лете кафана, екипа збрана, инаку ке
кафана, екипа збрана и на куке полудиме. Одлично. Чао, корона! Да, однес корона. Доста мислам дека беше веќе. Да. Се годима со твоја така, врати ми го сонцето. Врати ми го сонцето, би сакала да ги поздравам сите кои што не гледаат, чувајте се, седете дома и се тоа за брзо ќе заврши, ќе се видиме сите пак надвор со позитивна енергија и нови сили. Така. Чувај ме, кога денот ќе ме свие. Пази ме, кога мракот ќе ме сокрие. Тоа го барав, со тебе го најдов. Единствено ми беше сонце, но сонце ти ми скри. Кажи небо, моје сино, кажи ми, каде сонце ми се скрило, зад кои варови, во кое море, па сега негде оттам ми праќа само зрак. И снимавме струја. Ништо доволна и толку. Беше Преубава. тоа, јас морам да се извинам, изминатоа неколку дена, веројатно работата одевана и нон-стоп ми се случува ова, кога и да сакам да седнам да вежбам, снимува струја. Ти опростувам, Ака. На песната на Но, ваков начин. животно и толку. Живо сме, па и ова се случува. Да, се случува. Александра, јас сакам да ти се заблагодарам за овие неколку минути кои што се друживме заедно. А ти пред малку кажа го знаеш тоа чувство кога некој ти бил идол, а ти имаш можноста да поразговараш со него. Еве токму сега е тоа. Многу ти благодарам на вистина, ти посакувам се најдобро, бидејќи ти го заслужуваш најдоброто. Ние ќе уживаме во твојот преубав глас, го очекуваме тоа што го најави, нешто ново од тебе и се надевам дека после кога ќе се стабилизира сета оваа ситуација со короната, дека повторно ќе се видиме за во живо, нели? И да направиме уште една емисија за нас и за нашите гледачи се Распира. Фала ти најмногу на поканата, на преубавите зборови, стварно многу ми значи и едва чекам да се видиме во Штип во живо. Те очекуваме во Штип, Александра. А вам, драги гледачи, останете во добро расположение и чао од нас. Чао!